А стандарти во нашата утриска, некаде некоја минута пред 8, околу 8, ја имаме нашата утриска тема, па ако не гледате од самиот старт, знаете, па и веќе традиционално со Аркан Керим, овој период од годината, неколку дена порано оваа година. Да. Зборуваме за тоа што е хит секоја зимо, па и ова зимо, како дестинација за оние кои што заштедиле, оние кои што сакаат нели да потрошат малку, односно оние кои што сакаат распустот и овие зимски денови, па и љубителите на скијање да ги поминат на некои од зимските центри. Дали на ладно или на топло, и тоа би сакал да прашам нели каков е интересот кај нашите граѓани, а ако остане време ќе потпрашам и за кај нас, бидејќи сметам дека ништо ново нема што се однесува до туризмот зимски во Македонија. Аркан, добро утро. Добро утро, пред се среќна нова година, тебе, на сите гледачи на вашата телевизија, на сите граѓани на Македонија, среќна нова година. И како викаат денеска, како ќе биде денот, така ќе биде цела година. Значи треба со убав дух да бидеме денеска, за да цела година да не прати исто така среќа. А ако ништо друго, барем така да веруваме и некако да си наложиме дека треба малку да имаме повеќе позитива, насмевка. Секојаш си ти позитивен во интервјуата, дека нели лани кога зборувавме дека нема снег, ти позитивно, ќе падна снег и така натаму. Еве оваа година сметам дека нели се подготвено и веќе туристичката сезона во големите центри е почната. Така што верувам дека навистина сите оние кои што сакаат да уживаат ова зимо во зимска идила може тоа да си го дозволат. Апсолутно. Значи снегот ни изненади уште во почеток на ноември, почна заврна. Ски центрите имаат по 50-60 сантима снег. Тоа е одлично, сезоната е во тек. Се надевам дека ќе трае подолго, за да од лани ако имале пропусти хотелите да ги оваа година да ги надополнат. Меѓутоа, значи нашите граѓани одат на зимоње со попусти кога има, тоа е добро. Тоа е сега периодов, да? После 10 јануари, значи почува, зашто за католичките Божик, значи во католичкиот Божик и Нова година цените се многу повисоки во ски центрите, нормално хотели сега да заработат и затоа значи одат сега во овој период после 10 јануари и ги користат сите тие поволности за попусти и сите тие работи. Нема никаков проблем во однос на сезоната, проблем се е персоналот во хотели, зборам за Македонија. А се мислам дека и во другите ски центри, бидејќи после пандемијата туризмот се соочува со една нова реалност, нов проблем, тоа е значи недостатокот на работна сила. Луѓето не сакаат да работат во туризам, за жал тешко се мотивираат да работат во други струки, други бранши и тоа е еден сериозен предизвик и проблем за целокупна туристичка индустрија. Да, очигледно повеќе ги влече IT индустријата, затоа што нели па сите некако кога почнуваа со работен ангажман, зборувам за младите, се решава во тој туристички дел, нели како угостителски дел, каде што нели покрај платата можат да добијат и бакшиш, дополнителна заработка и некако после тоа и тие контакти кои што ќе ги сретнат да ги страсираат во она со што ќе се занимаваат. Ајде, прво ме интересира околу новогодишнава ноќ, имаш ли некакви статистики каде нашиве сака и ја помина нели надвор од нашата земја? Каква е статистиката овде? Имавме ли странци во Македонија за дочекот, па потоа ќе фатиме малку и за зимската сезона? Пред се, значи, најголем број на наши граѓани отидоа во центрите каде што имаше организиран пречек и дочек со реномирани звезди од регионот. Највеќе во Црна Гора. Регионите како Бар, како Тиват, они имаа исто презентација во Скопје, го испрезентира својата новогодишна програма пред македонската туристичка индустрија и пред македонските новинари, медиуми. И тоа вроди со плод. Имаше голем број на наши граѓани кои што отпатуваа за Нова година од Црна Гора. Имаше многу граѓани кои што отпатуваа авионски програми во европските метрополи, исто така и автобуски програми за европските метрополи, соседството, Грција, Србија, потоа, значи, имаше многу аранжмани кои што луѓето отпатуваа на далечни дестинации, како што е Дубај, како што е Сејшели, Малдиви.
Значи секоја година бројот се одржува, расте, има голем број на граѓани кои се одлучуваат да ја поминат новогодишната ноќ, значи во овие дестинации. Сега, што се однесува за Македонија, имаше еден мал несакан проблем во однос на тоа што многу беше голема критиката за елката со случајот што се случи. Негативно се одрази Негативно се одрази во регионот и има помал број на странски туристи, за жал, во Скопје. Град Скопје се оправи, мислам И многу доцна ја презентираа програмата која што им трае 14 дена, нели, која што се случува на после плоштад. сите тие 2-3 дена критики што беа на социјалните медиуми, ги средија работите, меѓутоа фидбекот беше само за домашни, значи граѓани на Скопје кои што еве сега гледаме, убава е слика дека ќе видиш плоштадот полн, убаво средено, направено. Меѓутоа ова требаше порано, малце медиумски беше нападнато, лошо и се изреализира малку покасно. Се надам дека за другата година ќе биде малце порано и ќе има некоја звезда, медиумска звезда која што ќе привлече голем број на туристи во Скопје, за да можат сите хотели да бидат полни, да бидат рестораните полни со странски гости и да имаме ова берикет на нова година. Никако не да го сватиме тоа дека се тоа е маркетинг и дека самиот дочек е маркетинг, и ако пред неколку години навистина имавме можност да го видиме плоштадот голем и многу луѓе кои што ја дочекуваа спектакуларно новогодишната ноќ, се помалку луѓе се решаваат тоа да го направат, па и со загадениот воздух и така натаму. За разлика што ние пуштивме утринава еве еден Белград кој што спектакуларно од година во година прави голем спектакл за дочекот со огномет и така натаму, на Белград на вода, каде што се тоа изгледа прекрасно, спектакуларно и кое што си носи и туристи. Па сега ние се надеваме дека Ние секогаш се учиме од негативностите. Ајде да се оправиме ако се надевам дека во идниот период ќе има Македонија, нашата држава, ќе има Министерство за туризам во корелација со локалните самоуправи, не само на Скопје и на другите градови, ќе се прави убав и организиран дочек на новата година со популарни музички звезди, или ќе ве сведоциме како тоа го прават црногорците. Значи во мртва сезона они влечат туристи, има побарувачка потрошња на во рестораните, во сите тие клубови. Треба тоа да се организира, да се направи. За жал, ние све тоа го кажуваме, меѓутоа слух нема од политичарите. Сега се надеваме дека ќе ја презентираме побо наша програма пред наредните избори што се во мај месец. И се надеваме дека политичките партии ќе успеат во својата програма да стават да го сватат тој сигнал дека едно Министерство за туризам може на Македонија донесе огромни суми пари, да го спречи одливот на одењето на луѓето во странство, да се останат во својата земја, во својата татковина, да работат, да имаат свој приватен бизнис, да влечат туристи и сите тие работи да се организираат на многу побав начин. Меѓутоа, сега како што стојат работите на 17-то место во Министерство за економија сме, бидејќи Министерството за економија е многу гломазно, многу голем сектор, покрива многу побитни точки за општествениот сегмент на Македонија, и затоа бараме да бидеме посебно, кај што ќе има механизми, регулатива, како тоа све ќе се регулира и да можеме, значи, да успееме во нашите намери да се имаме многу подобра сезона. Сега ние имаме проблем тековен, значи со работна сила. Имаме проблем со многу лош маркетинг. Да, репутација. Многу лош маркетинг во странство. Ти рачунајте, ние пред 10 години стигнавме да се рекламираме во Њујорк. Значи, а сега, значи, најголема придобивка за рекламирање ние ако одиме во Лесковац. Мислам, каде, има разлика огромна. Треба сега, значи, се тоа да се подобри, да се направи, да се секторот туризам што е во Министерство за економија и Агенцијата за промоција на туризам да се спојат во едно ново Министерство за туризам, кое што ќе има своји ингеренции, кој што ќе има и свој контролен механизам, значи да Министерство биде decision maker во областа на туризмот, да се средат работите, меѓутоа ако се ова не успее, значи
Џабе ни е све и ќе ни мањкаат и странски инвестиции и други инвестиции во туристичкиот сектор, бидејќи нема да имаме мотивација да ги мотивираме луѓето да дојдат да инвестираат. Ви рачунајте, значи треба има огромни фондови кои што не се користат од Европската унија, од предприемни фондови кои што треба да се искористат за нашите хотели, пример за вински регион во Неготино, Кавадарци имаме најубаво вино ние во Европа, јас сум сигурен дека го имаме, меѓутоа ние не ги носиме туристите на лице место да го дегустираат тоа вино, ние не ги носиме, треба да има значи едно 50-тина мали семејни хотели од 10-15 соби кои што ќе ги примаат гостите, кои што ќе има убава дегустација на нашите убави јадења, ќе имаат сите тие работи треба да се направат за да привлечеме девизен капитал, значи девизен прилив во Македонија да дојде. А не нашите луѓе само што одат, значи рачунајте во Грција ќе отидат нашите граѓани, ќе потрошат за еден викенд 30-40 милиони евра. Зашто тие 30-40 милиони евра да не ги потрошат во винскиот регион, Кавадарци, Неготино, да преспијат викенд, да уживаат во природата. А ако одат, пример, во Италија, во Гави, пример, до Милано, тие што се регионите, ако испијат вино, леле, бев таму, леле, бев таму. А зашто не направиме ние да тие луѓето одат и во Кавадарци, Неготино, да го речат, леле, тука испив вино, тука испив сите тие работи. Значи, фалат ситници и организацијски работи кои што, за жал, треба повисоките структури во државата. Да стартуваат, иначе идеи има. Да, идеи има, треба државата, значи да застане премиерот, подпредседател на вице-премиер имаме за све, тие да го насочат патот на оваа туристичка индустрија, која што е многу профитабилна и многу подсектори работа. Пример, ти кој ќе дојдеш еден турист, профит има, значи, туристичката агенција, има бензинската пумпа, бидејќи ќе троши, ќе купи бензин, има ресторанот, има кафич, има хотел, имаат шопинг центрите, бидејќи ќе одат ќе купат. Сите тие работи не треба да ги занемаруваме, треба да направиме приказка со која што ќе привлечеме поголем број на странски туристи кои што ќе трошат пари. Имаме прекрасна земја. Вие рачунајте, ние не знаеме да направиме реклама за Македонија. Ни прави, значи, пример, Турската национална телевизија ни направи феноменална реклама на српско-хрватски, на босански јазик, која што ја пуштивме во етерот во бившите југословенски земји и ние тоа требаше да го направиме. Значи, ни направи убава реклама за Матка, за планинските предели, дека стварно имаме прекрасна земја, меѓутоа ние не знаеме тоа да го продадеме, не знаеме тоа да го изрекламираме, бидејќи немаме организацијски како тоа да го се направи. Исто така и градовите, сите општини треба да се вклучат и они во туризмот, бидејќи они имаат приход од туристичка такса. Немаме контрола, пример, ние во Скопје имаме повеќе станоиздаватели него на цело Халкидики. Навистина, ние имаме поголем број на станови што се издаваат во Скопје, него ли во цело Халкидики. И сега нема контрола. Тие сите се рекламираат на Booking, на Airbnb, државата нема. Се знемуваат, не плаќаат такса. Државата нема никаков бенефит од тоа, што немаме механизам како тоа се контролира. Јасно. И сега тие што сака да прават, сака да инвестираат, сака да допринесат на државата, се кочат со ова. Нема контрола, како да тоа да се изгледа? Ајде да се надеваме на толку министерства дека ќе има и едно за туризам веќе следната година или следните години. Како тоа оди? Каде нашите ги трошат парите ова зима? Нашите... Зборувам за зимување. Да. Хит дестинација е Кополник. Кополник успеа, значи со својата промоција, со својата блискост да ги привлече македонските граѓани. Например, на ски отварањето на Кополник 40% од гостите беа од Македонија. Значи, има приказка. Да. Има убави ресторани, убав ноќен живот. Она што се бара, да. Тази сместување, ноќен живот. Да, меѓутоа има и приказка. И ресторани. Има и приказка. Ја ќе ви кажам, Попа шапка е многу боле од Кополник, како ски центар. Меѓутоа, Попа шапка нема приказка.
Треба да се смисли, треба некој да ја направи, да ја осмисли, да се направи, да се уложат неколку хотели, да се привлечат луѓе, да се направи се до тоа или да се направи жичара од Тетово до Шапка. Маврово исто, Маврово фалат 10 убави хотели, само се градат станови сега во Маврово за локалните за луѓето од Скопје да се живеат таму. Меѓутоа, дали инфраструктурата на Маврово ќе може да поднесе толкаво број на станови, тоа не сум сигурен. Се надам нема да има проблем. Исто така, значи оваа година луѓето после подолго време се осмелуваат да одат и во Бугарија. Имавме политички проблеми со Бугарија. Да, лани Бугарија. беше катастрофално. Во политички проблеми никој од емотивни чувства не сакаше да оди. Целата ситуација која Целата ситуација малку почна да се подобрува, не е уште како што треба, бидејќи верувајте ми, имаше сезони кога 400.000 македонци одеа на зимување во Бугарија. Сега таа бројка е 10 пати многу помала. Ако се средат ситуациите, ако се направи нешто да нема никаков проблем, јас ова го апелирав и во бугарската телевизија, бев гостин, им кажав дека не смеат да се мешаат овие работи, зашто бизнисот и луѓето се емотивни. Вие политичарите меѓу себе, ако имате проблем, решавајте си го меѓу себе, меѓутоа немојте тоа на грбот на луѓето, на граѓаните. И сега имаме проблеми и ние нашите не, ама и они не доаѓаат. Да, јасно. И они се добри гости, кога доаѓаат во Македонија трошат пари, многу помал број на бугарски гости доаѓаат во Македонија. Треба тоа да се реши, некако да се направи, бидејќи сепак ние сме соседи. На краишната мора да се помагаме. Јасно. Благодарам многу. Изанализиравме онолку што имавме време, има уште многу да се зборува. Јас се надам дека ќе се успее во овие планови за кои што зборувавме. До душа плановите се тука, но во реализација, која што не секогаш зависи од вас во туристичкиот сектор. И се разбира, ајде нека ни биде поуспешна ова 2024. Благодарам, се надам дека ќе биде многу поуспешна. Сакам да упатам поздрав до сите туристички работници во Македонија, да им ја честитам новата година, да им посакам здравје и да имаме убава и берикетна година. Се надам дека оваа година ќе биде многу подобра од другата и ќе немаме проблем со персоналот. Да, тоа е најголемиот проблем. Ќе се видиме повторно.